Денеска сме сите сведоци дека македонската власт извади специјални сили за да ја одбрани државата од слободата на говорот. Додека министерката Јанкуловска е на стратегиско патување во Кина за таму да разговара за проширување на слободите на говорот во Македонија, овдека ни извадија стотици специјалци за да одбранат овој плоштад, да се приближиме до зградата на ВМРО, на историјата на Македонија, за да кажеме дека сме против апсењето на Кежовски, против таа скандалозна пресуда на која тој беше изложен, дека сме излезени денеска за поддршка негова, но и на сите нас колеги. Бидејќи сите ние сме на нивните списоци. Драго ми е што овдека има стотици колеги и сигурен сум дека сите тие нема да се срамат во иднината од она што ќе се срами оваа власт многу наскоро, побрзо отколку што тие мислат. Ви благодарам и ги охрабрувам сите кои што се за слободата во Македонија да ја поддржат и конкретно. Благодарам. Денеска на повик на иницијативниот одбор се собра стотици новинари и граѓани за да изразат револт поради драконската казна против нашиот новинар Томислав Крижановски, во која суди го осуди на 4,5 години затвор без елементарни докази во судската поставка. Идејата беше овде да протестираме мирно, зашто дојдовме пред музеот на револуционерната борба, затоа што сметаме прво дека овој датум кога нашето општество ја слави борбата за наша слобода, ние сакаме да упатиме порака дека таа борба на нашите револуционери и лидерци и оние за време на Втората светска војна не е залудна, но таа секогаш и ваква состојба треба да продолжи, затоа што нивната храброст, нивната жртва е всушност и денес наша зандана на новинарите, на нашиот колега Томислав Крижановски. Денеска се соочивме овде со невидена полициски ескадрон, полициска сила која мислам дека без потреба дојде да демонстрира сила, затоа што ние немавме намера ниту да кршиме имот, ниту да уништуваме ред, туку сакавме само на мирен начин да го изразиме нашиот револт. Не ни дозволија да се приближиме до музеот на револуционерна борба. Предпоставувам таму дека сакаа да го заштитат срешовото копче кој го донесува музеите во Истанбул. За жал, срешовото копче не може да пука, така што ние не се плашиме ниту од срешовото копче, ниту од оваа голема полициска сила. Сакавме да направиме еден мимоход, идејата беше овој протест да биде мирен и без никакви извикнувања, пароли и кршења. Но полицијата едноставно не принуди со буткање и туркање да има мали кошкања. Мислам дека се на крајот завршува мирно, но останува нашата борба и натаму, борба за ослободување на нашиот колега Кежаровски од затворот. Едни братарници, чувствате бе? Абе учека ви влеземе у ваши редови, пиршове, каѓа ве убиваат, нив ги штитите бе. Таа влада ја браните бе. Имате ли достоинство малце бе, луѓе? Мислете малце бе. Ние сме што граѓани, може сме и болши бе, треба да живееме еден ден. Не да се тепаме меѓу себе. Новинари! Ке не тепате бе, браво, браво! Зашто не може да?